И покрај алармот најден дека во главниот град се прска авионски со средство кое не е регистрирано за употреба од воздух, град Скопје и во мандатот на Даниела Арсовска ја продолжува праксата на поранешниот градоначалник Петре Шилегов. Градот повторно склучи договор со компанијата Приматекс Бранка за набавка на биоцидот Аквакаотрин, за кој производителот го регистрирал за затворен простор, а за надворешна употреба само од земја. Договорот е склучен и веќе во сабота, градските служби најавија дека авионски ќе се прска против комарци. Иако А1 договори интервју со председателот на Комисијата за јавни набавки при град Скопје, Драги Митковски, сепак тоа не се реализираше, бидејќи Митковски рече дека бил расположен да даде одговори, но за снимање немал одобрение да зборува без претходна согласност од градоначалничката. А1 ја побара телефонски Арсовска, но не одговори на нашиот повик. Компанијата Приматекс Бранка, која го набавува средството, тврди дека може да се употребува и надворешно, без разлика дали од монтирани генератори на возила за апликација од земја или од авион. Производителот Bayer Environmental Science го тврди спротивното, дека е одобрен за надворешна употреба во Македонија, но не за апликација од авион или хеликоптер. Овој одговор од Приматекс Бранка го испративме на производителот. Оттаму велат дека етикетите за пестициди се заснуваат на ригорозна проценка на безбедноста на пестицидот и резултат на процесот на нивно одобрување. Тие ја дефинираат безбедната употреба, опишуваат како треба да се примени пестицидот и на кои услови на опрема треба да се почитуваат. Секоја употреба што не е во согласно со етикетата не е легална во повеќето држави. Затоа не се согласуваме со изјавата. Дополнително, од Bayer наведуваат дека веќе го испитуваат начинот на примена на средството во Македонија и чекаат повратни информации за прскањето од авион. Понекогаш властите создаваат локални отстапувања, како што се националните уредби за исклучителна и привременна употреба на отворено, например поради причини поврзани со јавното здравје. Во однос на Северна Македонија треба да се провери точно како производот се користи локално, според етикетата или локални отстапувања како национални уредби. Но без оглед на најавените испитувања, со веќе склучениот договор, компанијата сепак ќе продаде од биоцидот на Приматекс Бранка, која тука запрашува против комарци од воздух. Останува енигма како секторот за хемикалии дал одобрение за регистрација, а екс-министерот Филипче ставил подпис за употреба на овој биоцид кој според примената не соодветствува со регистрацијата на производителот, бидејќи дури и во образците за регистрација на биоцидни производи стои дека мора да се наведе начинот на употреба. Од здравство повторно ни посочија дека увид во досието на производителот има само нивната стручна комисија, но не и јавноста. Како што велат, податоците се сметаат за доверливи, освен ако подносителот на барањето или увозникот на биоцидот одлучи одредени податоци кои се сметаат за доверливи да станат достапни. Кога побаравме увид во досието и од самата компанија, сопственикот не упати да се обратиме во министерството.